број 1 изјавата на господинот Заев околу двојазичноста во Република Македонија, која што никако не ја гледаме одвоена од претходните изјави на господинот Фрчковски дека имаме потреба за ротационен премиер албанец-македонец. Дотолку повеќе пак на сето тоа, ако го дададеме и пишувањата и залагањата на нивната медиумска перјаница Бранко Геровски, кој што заговора и федерализација на Република Македонија, по наше мислење, сето тоа и двојазичност, и федерализација и сите такви проекти се само за разнебитување на македонската држава, за повторно делење помеѓу македонците и албанците. И вториот дел е улогата на господјата Катица Јанева во ова политички амбиент. По мое мислење таа жена е крајно субјективна, работи по наредби и нарачки на СДСМ, односно жената прави се како да ги забошоти она што е главно прашање, поточно кој во Македонија прислушнувал, за чиви интереси тоа го правел, имало пари или немало пари, иако доказите покажуваат дека тоа го правел Зоран Верушевски, заедно со одредени луѓе кои што биле вработени во таа пета управа. И од друга страна сакаме да повторно со граѓаните, преку директно обраќање, да покажеме дека политиката сега која што е, а тоа е политика која што е тера Катица Јанева, е штетна за Република Македонија. Нејзината работа е број 1 тоа да го расчисти и да ставиме едноставно со сето тоа крај на оваа политичка криза во која што Македонија веќе скоро 2 години се наоѓа. Никогаш не било попотребно да се брани Македонија, бидејќи сме нападнати по основа на сите полиња, од социјалното живење и од политичкиот живот. Апсолутно треба да се срушат сите институции, очигледно гледаме дека намерата е да се федерализира земјата, може би дури пострашно да се подели, но основата е да се уплаши народот. Токму тоа е и една од намерите на овие дебати, да се разбие стравот кај народот, односно да се окуражи народот да не им верува на оние квислинзи, оние кои што работат против Македонија, оние кои работат за воведување двојазичност по секоја цена. И на крајот на криштата да посочиме на медиокритетите кои дојдоа на позиции кои што дефинитивно не ги заслужуваат, како што е СЈО, нели? Односно целиот тим кој управува и го води СЈО, се нестручни луѓе, раководени од политичките идеи на една политичка партија, Социјалдемократскиот сојуз, и дека воопшто не се во функција на државата и на народот на Македонија.